Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Следниот празник, посветен на големите светила на Црквата Божја, ерарси на Светата Александриска епископска катедра Атанаси и Кирио. Два столба на Светата Црква Божја врзнеа се потпира и сегашното постоење на богочовечкиот организам, телото Христово, тоа што суштински е Светата Црква Божја. Секој друг обид да се објасни Црквата и нејзината тајна поинаку со употреба на некој поими од типот на поимот институција е сосема забегано и погрешно објаснување. Тоа Црквата не е. Црквата е жив богочовечки организам, а ние верните сме органи на тој организам. Секоја личност посебно е орган на богочовечкиот организам. И сите ние заедно, вкупје, собрани на едно место, кој денеска овде го чиниме телото на богочовекот Христос. И двајцата светители, Атанаси и Кирио, Атанаси е нешто постар од Свети Кирио Александриски, се бореле со љути ереси, кои што оделе кон тоа веродостојното, автентичното учење на Светата Црква Божја да го искриват и да импутираат лажни значења, позајмени од претходно постоечките философски и религиозни системи на тие географски простори. Свети Атанаси, сите знаете, ја победи аријанската ерес со својата длабока побожност и енормно знаење од сите области. Тој не само што беше шеф на епископската катедра во Александрија, но тој беше и голем, значаен професор и ректор на првото богословско училиште, поточно универзитет во Александрија. Во тропарот често одекнуваше во нашите уши како Свети Атанаси, Отецот и Синот едносушни ги исповедаше. Не сличносушни, како што учеше еретикот Ари, туку едносушни. И Отецот и Синот имаат една суштина, поради што Синот не може да биде создаден, туку е роден од Отецот и неговото раѓање се случува во согласност со така наречениот вечен презент во граматиката. Свети Кирио Александриски се справуваше исто така со љути ереси од типот на новацијанството. Новацијаните беа еретици јавени во Рим, Стариот Рим, кој што одеа кон тоа да се покаже строгост од страна на Црквата кон сите што отпаднале на разни начини или погрешно исповедале вера, но потем ги навасало силно покаяние и потреба за преумление и целосна преобразба на своите личности и на својата природа. За нив Свети Кирио Александрски сметаше дека треба Црквата да покаже љубов, да ги прегрне и да си ги врати во лоното црковно.
наспроти новацијаните кои што се кташеа по Александрија облечени во бели рува и бара непоимливо високи и страшни казни за грешниците, не баре тие се безгрешни. Исто така Свети Кирил Александрски се справуваше со еврејската ерес во Александрија, која што, вие знаете, во неможност да владее со својот оригинален мајчин јазик еврејскиот, светите книги ги доби во превод на грчки јазик и под влијание на грчката философија создава микст на философско-религиозни гледишта сосема спротивни од учењето на Светата Црква Христова. И таа ерес Светиот Кирил успеа со љубов и сознаење да ја победи. И најпосле несторијанците, кои што за Богородица велеа дека е Христородица, дека не го родила Бога, туку некаков човек со надприродни способности. Еден од многуте пророци, налик на Мојсеј, например. За жал, знаењето за Христос муслиманите го примија од несторијанците. И денеска нивното учење за Христос е 100% несторијанско. Немаа среќа да се сретнат со Свети Кирил Александриски или пред тоа со Свети Атанасиј Велики, за да го чујат вистинското учење за богочовечката личност Христова. Денеска се живе по стари навики, тие не сакаат да го ревидираат своето учење и својот став кон Христос, Богочовекот. И во тоа е проблемот. Но самата ерес Свети Кирил ја победи дури на Третиот Васеленски собор, имајќи ја согласноста на сите свети, умни и мудри философи на Црквата Божја, врвни пастири на Светата Црква Христова. Накратко се разбира, и за двајцата може многу да се зборува. Ке треба тука шатори да си раснеме и да ги докажеме работите што се однесуваат и на двајцата од нас сите, од целата Црква Христова денес славен. На многаја и благаја лета. Амин. Да внимаваме, мир на сите. И духови Твоему прокимен глас четврти, кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба, секогаш го гледав Господа отионе од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, та и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум.
и да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Мир на тебе што ни читаше. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Еден од фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира во него, оти таа е грешница. Исус си рече, сине, имам нешто да ти кажам, а тој врати, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни за земјоделец. Едниот му должеше 500 пенизи, а другиот 50. Но бидејќи нема тие да му вратат, тој му прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ке го милува. Сина одговори и рече, мислам оној кому повеќе му прости, а он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на сина, ја гледаш ли оваа жена? Гледав во твојот дом, ти ми вода за нозите не ми даде, а таа со солзи ми ги обли нозите и со косата своја ги истри. Ти ми даде цели, а таа откако влева ми престане да ги цели на нозите мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозите мои. Затоа ти велам, нејзи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Нејзе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови ја простува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси.